Почитувани, се наоѓаме на местото на убиството на ракометарот Тот. На ова место, во четвртокот, рано утро, до смрт, бил претепан младиот спортист, а едниот од убиците се даде во бегство и спасовски 6 дена не можеше да го пронајде. 6 дена убиецот е во бегство. За денеска, под притисок на јавноста и медиумите, тој да биде пронајден. Спасовски не успеа да обезбеди убиецот за органите на прогонот. Тоа го стори јавноста и медиумите кои будно го следеа настанот. Дека Спасовски немаше интерес убиецот да биде пронајден, лесно може да се утврди и по неговите изјави. И изјавите на МВР преку соопштенија. 6 дена поред Спасовски и МВР менуваа изјави и излегуваа со различни теории, кои сите беа представувани како вистини. Се додека медиумите не објавија видео снимка од убиството. Па Спасовски само излезе и потврди дека имаат снимка. Значи, беше потребно медиумите да ја објават снимката, од која без сомнеш се гледа како е убиен, за Спасовски да почне да менува изјави. Спасовски треба да одговори што правеле МВР во четвртокот рано утро до попладнето, кога вели дека излегле на терен. И зошто е оставен толку долг период? Зошто веднаш не биле повикани сведоците и не биле прегледани камерите, туку тоа се направило по неколку часа? Дополнително, Спасовски треба да одговори дали во непосредна близина на настанот имало и полициски службеници кои не го спречиле настанот. Ракометарот Тот можел да биде спасен доколку реакцијата на МВР била побрза, а со сигурност убиството ќе било расчистено уште првиот ден, доколку Спасовски и Карил не го представува убиството како несреќа, туку се насочеа кон расчистување на случајот. Спасовски треба да одговори на овие прашања, а не да ја дефокусира јавноста со тоа дали дискотеката имала или немала лиценца. Тоа што неговите инспектори и инспекторите на пазарна инспекција дремеле и не ја затвориле дискотеката, тоа не го уби Тот. Смртта на човекот е прикривана од Спасовски и Ковачевски. Тоа го пишуваа и хрватските медиуми. И одговорност за Спасовски мора да има. Оставка веднаш. Ви благодарам. Прашање? Алијанса за албанците пред еден ден ги повика сите политички партии да седнат заедно и да создават еден нов закон за ветинг, со кој би се спроведел вистински ветинг во правосудството. Дали сте подготвени да седнете заедно со сите политички партии, а особено со партиите од опозицијата, за да има вистински ветинг во правосудството? Практично ние сме партиите од опозицијата и кога зборуваме за ветингот во судството, СДСМ ги започна тие приказни уште пред 5 години, најави ветинг во судството, па ништо од тоа не се случи. Денеска реалноста ни укажува на нешто друго. Не само дека е потребен, мора да се случи, треба да се случи ветинг, меѓутоа многу е важно да се случи ветинг и кај политичарите. Затоа што имаме луѓе кои што видовме дека влегуваат како голтари во политиката, излегуваат како милионери, без разлика дали се од СДСМ или се од ДУИ. Ке ве потсетам на Ден Дончев, последниот случај со генералниот секретар на владата Мухамед Зекири, каде што видовме дека милиони евра се трошеле без никој за тоа да води сметка. Практично потребен е ветинг и на политичарите, за да можеме со чисти и искрени политичари да направиме закони и законски решенија во кои што никој нема да ја злоупотребува својата положба, ќе се направи ветинг во судството и конечно ќе се создадат услови во државата, а оние кои што се корумпирани да одговараат. Очигледно дека на ненародната власт, на Ковачевски и на ДУИ не одговара таа слика, на нив е потребно корумпирано општество и затоа се продолжува да се владее на ваков корумпиран начин. Затоа уште еднаш ќе речам, ветинг на политичарите и што поскоро предвремени парламентарни избори, за да избереме конечно луѓе кои што ќе се зафатат со овие процеси кои долго и се ветувани на граѓаните и ќе добиеме едно општество во кое што ќе се ослободиме од корупцијата. Дали државните институции и органи имаат капацитет да спроведуваат вистински ветинг, а можеби треба и од меѓународната заедница да има представници или мониторинг врз тој процес? Ние многу често кога разговараме во собрание зборуваме за тоа. Потребно е да градиме силни и цврсти институции наместо силни и цврсти индивидуи.
Во Република Македонија, кои погледнете политичарите и политичките фигури, секогаш личноста на политичарот се става над институцијата. Секогаш политичарите знаат да ги искористат институциите во своја насока. Токму тоа е проблемот и со случајот за кој разговаравме денеска, затоа го повикуваме Спасовски на одговорност. Тоа се проблемите, гледавте во собрание кога се менуваат членови на Комисијата за избори и именувања, затоа што наместо силна институција Уставен суд ние одиме кон партизација на истата и тоа ни се константно проблемите кои ни се провлекуваат. Затоа велам, потребен е ветинг на политичарите. Тој ветинг, кога ќе имаме чисти луѓе во политика, ќе имаме начин на кој што ќе се зголемува и ќе се угледот на институциите наспроти угледот на поединци кои што за жал гледаме и од СДСМ и од ДУИ го користат за лично богатење. Така да директен одговор, институциите имаат капацитет ако се ослободени од партиските стеги на корумпираните политичари. Благодарам.